Во дебатата на Нова имам чест да го најавам председателот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија Зоран Заев, кој за прв пат се појавува во јавноста по потпишувањето на договорот од 31 август. Добро дојавте во студиото на Нова, господине Заев. Добре, најдам и поздрав до сите што го следат ова Нова. Предпоставам и вие, како и секој друг скопјанец, а и вие живеете во Скопје, иако... Па повеќе од времето сум во Скопје. Со оглед на обврските. Како се наоѓате со земјотресот? Па тоа, ние Стромичани го поминавме пред 3-4 години, каде што имавме серијали од некои 8-9 земјотреси, е страшно. Секако самото чувство е страшно од неизвестноста, дали може да дрмне уште посилно и до тука да биде крајот. Но на крајот секој се прилагодуваш заради тоа што знаеш дека тоа не зависи од човечкиот фактор, не можеш да го менаџираш, моделираш и си остануваш тука и продолжуваш да функционираш без разлика дали е вечер за да спиеш или да продолжиш дента да работиш. Имавме поплави, ова е сега земјотрес, за жал на таква против природата не се може многу, но сепак мислите ли дека од овие работи треба да се извлечат некакви поуки за да се зајакнат институциите во насока на поголема доверба кон граѓаните кои можеби доколку видат препознаат во институциите некаква сигурност, некоја рака би психозата би успеале да ја стишат, која живеате во овие денови. Модерниот свет многу често дебатира на овие теми, додека ние зборуваме за независност на медиуми, независност на судство или слично. Секако современиот свет веќе работи на превенции од катастрофи и непогоди. Без разлика, некои се контролирачки, некои не се контролирачки, за некои може да се превенира и се презема действија за да се спречат, за некои не може. Но и во случување на и оние првите и оние вторите, се знае протокол, процедура, што значи светост е човечкиот живот. Нема ништо повредно од тоа и многу често дебатира модерниот свет. Јас сум градоначалник на општина и дел од надлежностите на општината допираат до таков вид на превенции и подготовки. Сум учествувал на многу меѓународни симпозиуми и сум видел до каде отиде модерниот свет. Сериозни ресурси се трошат заради превенции, пример за поплавите, за пожарите, за некои работи кои што зависат од човечкиот фактор. Ајде, земјотресот не зависи, но и тука има строго дефинирани протоколи и концепти на постапување во случај на да се појави нешто. Дали овие ситуации ви инспирираат во програмата да предвидите такви мерки? Имам. Не случајно, еве ќе кажам јас неколку аспекти. Струмица патеше со еден долгогодишен голем проблем, а тоа е на поплувување на повеќе од 1/3 на градското јадро, на градот Струмица. Сте слушале за поплавите во Струмица, нивите поплавени, градот поплавен. Ние изградивме еден ободен канал над градот Струмица. Струмица е под падините на Беласица. Директно или планината Еленица тука фаќа. Меѓу градот, урбаниот дел и планините ободен канал, огромен, кој што ги опфаќа сите дождовни води, поројни и ги носи во река Тркајна. И де факто, еве ни се случуваат, имаше сега дождови во Струмица, не беа само во Скопје, тука беа најмногу секако, но куртуливме, каналот го пуштивме некаде на пролетта, во мај месец, и функционираше 150.000 евра. Тоа е под земја, може и никој не слушна, оти не се ни гледа, таму човек може да трчи огромене во него, ама многу често политичарите не практикуваат вакви инфраструктурни проекти кои што не се сече кај нив лента, не се гледа, тоа не е грандиозно големо, но врши огромна драгоцена улога на граѓаните, посебно оние паталци кои што знаат како им пливаат не само подромите, туку и дневните соби дома. Така да постојат начини како тоа да се направи. Ние во програмата секако имаме значаен аспект на заштита на шумите од делот на пожарите, на заштита на урбаните јадра и земјоделските земјишта од делот на каналите. Знаете, земјоделското земјиште во Македонија слушаме на секаде се дава под концесии на некои луѓе, земат концесии. Па тие концесии се плаќаат во државата, за да државата ги одржува системите за наводнување, системите за одводнување. Меѓу другото, полските патишта, пристапната инфраструктура. Заборавено е тоа во Македонија. Зборувам само за полето. И оп се случи да дојде еден пороен дожд од 93 литра во секунда, како што беше, или метри кубни, како беше на час или слично, не е важно, тие се стручни карактеристики, но однесе човечки животи. За жал. Да вратам сега таму, она што е поводот за овој интервју, тоа е договорот кој го потпишавте на 31 август, кој предвидува избори на 11 декември. Што ве убеди вас на тие разговори,
кои ги имавте со другите лидери на политичките партии, дека до 11 декември ќе се создадат услови за одржување на фери демократски избори, онака како што вие баравте. Еве вака, секако не е до крај како што баравме. Сите знаеме, и тоа не е тајна, дека не се идеални условите, но минимум услови за фер демократски и регуларни избори веќе се создадени. Многу време помина објаснувајќи опозицијата дека од ова отстапување нема. Имаше големи ризици. Можеше да останеме сами надвор од процесот. Еден пат дури Груевски тргна. До касно во ноќите не се знаеше дали ќе се одложи одлуката за избори или не. Но останавме доследни на ова заради тоа што верувавме граѓаните. Најмалку што заслужувате шанса за слободно изразена волја. Денеска имаме прочистен избирачки список. 200.000 гласачи веќе не може да бидат злоупотребени од државата. Тие се тргнати во посебен список 171.000 и 30.000 се избришени. Се надевам оние 5.000 остануваат овде во 30.000 се живи и здрави граѓани овде. Треба да се пријават пријавниот увид, оте овде се ефективните 25.000 на гласачите. Но избирачкиот список е прочистен толку колку што може. До крај диаспората не може да дефинират. Имаме граѓани кои што 7-8 месеци се во Швајцарија, во Германија, во Италија, 3-4 месеци овде. Во Македонија тие се активни. Зборувате за тоа, имено, Да. јас од една микроситуација во моето Преспанско Брајчино, од 80 жители колку што ги има реално, на списокот се 200 и нешто. Имаме еден дел кој што во списокот е ставен на основа на државјанство. Да, Што тоа се се луѓе случува? кои јас нели поради Може и не тоа ги што е знаете, мало бе, местото, ако сте родени некои од таму, луѓето ги ги знаете. знам, тоа се луѓе кои одамна Да, или заминале не се на тука секаде. или работат во странство и така натаму, но до тоа се одамна заминати. И тие очигледно не биле подложни на овој процес на прочистување. Ако дозволите, веќе го објаснам што тоа ДИК постигна. Да знаат сите, ова е многу важно. Во 171.500, кои што сега се во посебен дел на диаспора, тие не го изгубија правото на глас. Тие може да гласат дома, може да гласат и во диаспората. Но сега се ставени во втор дел на избирачкиот список. Така да членовите на избирачките одбори од СДСМ, од ВМРО, од било која партија, веќе ги чекат и да се појави Борјан, а не Зоран да се појави за Борјан да гласа. 55.000 биле злоупотребувани од тие 171.000. Пример, Зоран Заев е роден на улица Штрасе 157 во Берлин, но е македонец по татко. Татко му е роден овде. Да му кажеш, тај покажи ја Македонија на картата, не знае да ја покаже на картата на свет. Никој пат не дошол во Македонија. И знаејќи дека тие луѓе не се враќаат во Македонија, некој ги злоупотребува нивните идентитети при процесот на гласање. Тоа е еден дел од Титаник, како што го представи специјалните јавни Тоа обвинители. прашањето, дали тие луѓе кои се 55.000 регистрирани и во изборната единица во општина Ресен, а живеат да речеме во диаспората, дали ќе гласат и ваму и таму? Не, сега тоа е расчистено. Ако он 2 недели пред гласањето не се регистрира да гласа во конзуларното представништво, он го губи правото да гласа во диаспора. На денот на изборите, ако си дојде дома, он може да гласа дома. Но веќе е расчистено. Ако еднаш се пријави во ДКП-ата да гласа, он повеќе дома го губи правото на глас, може да гласи само во дипломатско-конзуларното представништво. Значи тука сте сигурни И дека тоа со сигурно избирачкиот расчистено. список не е веќе Борјане, извор на Ако дозволите, 55.000 фиктивни гласачи злоупотребени идентитети на нашинци од диаспората се тргнати на страна, сега има и сликичка на избирачкиот список и 25.000 се целосно страните избирачкиот список. 80.000 гласачи се тоа. 7,5% од вкупниот број на излезени гласачи 2014 година. тие биле во Тие биле дел од искористени во дел од математиката. бубањот, биле искористени и тоа не само 2014, и 13 и 11 Од тогаш почнал тој процес, од 2011 година, на фиктивни гласачи. Никогаш Груевски не му било доволно колку пратеници ќе има. И кога го слушавме, 62 барам, доби 61, он ги знае сите математики на плюс, што тоа добива. Сега тоа е одстрането. Сериозно покажува тоа дека мојот глас како гласач сега ќе влијае. А не без разлика дали ќе гласам или вака или онака, 80.000 ќе ти ги тупнат внатре и готово, тоа го дерогира целиот процес на одлучување на граѓаните. 7,5% е. 16.000 гласачи го презентираше и МОСТ тоа. Ако внимателно се распоредат на 6 изборни единици, само 16.000, не 80.000, 80.005 пати повеќе. 16.000, значи 6 пратеници повеќе на ВМРО, 6 пратеници помалку на СДСМ. 12 мандати е тоа, а 80.000, така да тој дел е отстранет. За делот на медиумите. Секако дека не го добивме решението за кое што се надевавме. Тоа е предлогот на Питер Ван Хојте, овластен представник на меѓународната заедница овде, во име на меѓународната заедница, тоа е предлогот кој што ЗНМ го предложи до парламентот. Дојдовме ад хок тел. Го гласавме отворено. Го гласавме, но знаете дека во преговорите останавме 3-1.
Сами останавме на тој дел. Исправени пред опцијата, ќе го ставиме Груевски да владе до 2018 вака, или дај да видиме што може да направиме, макар исчекор, во тој дел, за да поминеме на избори. Сите знаеме дека Груевски... Тоа кога викате 3-1, тоа значи дека ДУИ ДПА го подржува она што сакаше ВМРО во делот на медиумите? Не само ВМРО што сакаше, многу често ВМРО ДПМ не ги испорачуваше своите позиции или барања или интереси преку ДУИ и ДПА. Тоа се случуваше на изборите или на преговорите. И еден најголем дел од случувањата беа 2:1 и еден ништо не ти коментира. ДПА беше најголем дел, го следевте процесот, многу незаинтересиран од целиот дел. Но останавме тука за законот зборувам. Законот на Питер Ван Хојте беше само од нас подржан. И на крајот тоа го видовме во парламентот, кои пратеници гласа. Само од опозицијата, и тоа македонската од ДПА очигледно не опозицијата, гласаше против. Ќе зборуваме понатаму за вашите односи ова да. не е проблем, само ова да го кажам. Исправени пред сериозноста на моментот, знаејќи дека Груевски мора да биде поразен на избори. Никогаш, дури и да се пролонгираа дополнително нашите борби да добиеме повеќе за медиумите, пак завршуваме на изборите. Секогаш е дискутабилно дали се сите услови исполнети, но наша обврска и на вакви услови да го победиме Груевски. И тоа ќе го направиме. Да, со измените во изборниот закон, договорено е власти и опозицијата да добијат по 8 минути платено политичко рекламирање на реален час. Доколку СДСМ не е во можност да го плати рекламниот простор, тогаш ВМРО може да ја откупи. А со парите вие не сте... Тоа беше во претходниот законник. Сега, ако опозицијата не ги искористи своите 8 минути, останат неискористени. Власта може да користи најмногу до своите 8 минути. И кога зборуваме за власт, опозиција не е само ВМРО и СДСМ. Опозиција значи се што е опозиционо, поставено во општеството и се знае, барем да имал критички осврт кон власта, од малите партии до поголемите партии или коалиции кои што се. Ние веруваме дека ќе обезбедиме ресурси. Нашето членство е мобилно, најголем дел од финансирањето на нашата чланарина. Фала Богу и бизнисмените се одважија. Ние сме скромни, опозиционо научени 10 години. По некоја помош се надеваме дека и тука ќе знаеме ли кој ќе финансира, господин Заев? Најголем дел. Покажете ли транспарентно тоа што ние новинарите го бараме? Секогаш, значи 2,5 децени. Сериозен приход на секоја политичка партија, јас ќе кажам за СДСМ е буџетското финансирање согласно законот за финансирање на политичките партии. Да. Ние имаме 15 милиони денари годишно од буџетот согласно вкупниот број на гласови кои што сме ги добиле на последните парламентарни избори. 15 милиони денари се сериозни пари за честна партија. Дополнително, од наша чланарина ние обезбедуваме многу значителен корпус на чланарина или на приход. Тоа е многу голем кога се избори, заради мотивацијата на членството да партиципира и помогне. Кога е неизборна година, тогаш е помалку. Ама тогаш се помалку трошоците. Може да се приближите до буџетот на ВМРО, да помене ќе треба инпут од луѓе, бизнисмени. Така е. И третиот дел на финансирањето е донации и спонзорство. Дали како јавност ќе знаеме кој ја финансира СДС? Дали сте слушнале некогаш некоја фирма или фирма да финансира политичка партија, било која? Па имало и такви случаи. Не за во Македонија, за во Македонија? Не. Само на заеви фирмите заради бициклиски или овие на пресконференции што ги вадеа. Да. Зошто фирмата на Зоран Заев, на семејството, донирала 5.000 евра за СДСМ или 10.000 евра, за фирмите е дозволено до 30.000 евра, до физички лица е до 5.000 евра помагањето. И сега Зоран Заев да се крие дека е СДС. Па фирмата на братучет му Трајче Заев донираше директно 10.000 евра за кампања. Што треба сега да ги дава во кеш? Поединците и фирмите кои ако има фирми, ќе бидат познати на познати и досега во сите наши извештаи, само нашиот извештај може да го видите, ДУИ никако да достави, ВМРО го крие. Тоа е во извештаите после изборите. На државната изборна комисија. Се плашат ли секогаш потенцијалните финансиери? Се плашат. И знаеме дека се плашат, така? Но, сега, значи, не сакаат да се знае за тоа дека еден дел, кажав, еден дел се охрабруваат, да. И фала Богу пристапуваат и велиме, вака, сериозни сте за аспектот дека инспекција ќе ве посети. Па што да ти кажам, вика 20 ќе ова. Кај биле 19, нека и 20. Подобро ми е честно да партиципирам, отколку да се кријам. На крајот ме знаат дека јас не сум со власта, не ја сакам промени. А дали да некој од истакнатите финансиери на ВМРО ДПМН се приближил кон вас? Се приближил, тоа одамна прават обиди, фала. Не фала, знаете како? Викат во еден период, добро, мора да ви требат пари. Знаете, парите се кај нас.
Дајте да помогнеме сега во оваа работа. Фала, пријатели, еве вие сте деловни луѓе, ние имаме пари, не ни треба, тоа е нашиот став. Така да не може СДСМ да се дозволи да прифати помош од секој. Заради тоа што се испрчивме, се исправивме во оваа битка и сме носители на борбата на слобода, демократија, независни институции, правда и правичност во ова општество. Не може да се става така лесно равенство и еднаквост помеѓу нас и ВМРО ДПМН. Си се прашува дали стотици милиони евра се приближува кон СДС со своја понуда. Како? Не би зборувал за ниедно име директно, заради тоа што не е честно. Јас доаѓам и од деловниот сектор, но сум председател на најголемата дека има такви случаи. Има многу случаи кои што се перјаници на власта од бизнис секторот добивале се и се што во оваа земја, многу често дури и законите не важеле за нив, а сепак се приближуваат до СДСМ. Секако гледате дека бевме внимателни кон бизнис секторот. Има таму во СЕО секој што се правел. Но ние тргнавме кон нашиот политички противник и тука ги отворивме сите овие процеси. Тоа не значи дека нема криминал во бизнис секторот. Тоа е доставено комплетно таму и ќе биде некој ден на истрагата. Ама ако некој знае што има, тоа е заев. Кај мене беа долг период политичките бомби или невластено прислушуваните разговори, ги знам сите микро. Сакате да кажете дека никој нема да помине неказнето како резултат на некаков политички договор кој може во даден момент да биде прагматичен за опозицијата? Јас сум убеден дека никој нема да помине неказнето и среќен сум што тоа не зависи од мене и не треба да зависи од мене. Јас сум политичар во државата. Првата работа, една од првите што треба Македонија да ги направи е независност на правосудството. Штом ќе почнат политичарите да се плашат од правосудството, обвинителство или судот, тогаш се отстраните сите можности за автократски решими. Штом не се плашат, автократијата овде присутства. Тоа е следната тема. Еден од битните услови за одржување на предвремените парламентарни избори 11 декември е функционирањето на СЈО. Дали очекувате Уставниот суд пред избори да истапи и да каже специјалното јавно обвинителство е неуставно и како такво се укина? Лично јас очекувам Уставниот суд најдоцна до 12 октомври, односно впрочем барем недела до 2 пред 12 октомври да се изјасни. Согласно договорот. Да се изјасни. Треба да се изјасни дали е уставно или неуставно. Се надевам дека нема да се дрзне да го укине суштествениот дел на работењето на специјалното јавно обвинителство. Јас верувам дека законот е уставен комплетно. И моето очекување е дека иницијативата за уставност на СЈО пред Уставниот суд треба да се отфрли. Но што и да е, не сакам да индуцирам било какви одлуки на Уставниот суд. Ако веќе одлучува Уставниот суд, редно е, барем до почетокот на октомври, таа одлука да биде донесена. Заради тоа што, ако не дај Боже, се донесе лоша одлука, а специјалното јавно обвинителство е една од институциите што има најголемата доверба од граѓаните. Ако се донесе лоша одлука, 200.000 народ ќе се истори по улиците. Жестоко ќе реагираат граѓаните пред се. А после со нив заедно и опозицијата сите. Така да станува бенигно најмалку важно прашањето дали ќе има избори или не. Гледавме како на аболицијата изреагира. На укинување на СЈО, не дај Боже, да се случи таква работа. Имате гаранции дека до овој рок Уставниот суд ќе се изјасни? Немаме гаранции. Но тоа не е и наша обврска. Како што ако не се изјасни, дали се доведува во прашање датумот за одржување на избори? Ако не се изјасни, не се доведува. Ако не се изјасни до денот на изборите, не се доведува никако. СЈО е формирано да работи согласно устав и закон. Тоа таа институција го прави. Довербата е огромна и јас очекувам дека ќе продолжи да работи. Што тоа мислиме сите за СЈО, треба се го кажат граѓаните. Јас му мислев кога учествував како еден од 4 чинители во неговото создавање. Знаеме дека 20 дена потрошивме на уставната компонента на законот. За да биде уставен на оваа тема за време на преговорите. Да. На 31 разговаравте? Да, го отворивме на крајот, за да нема дилема и беше составен дел од мојата изјава. Овде да биде ставено на маса и уште еднаш да констатираме. Условите се исполнети, еве ќе објавиме денеска дека одиме на избори на 11. Сите 4 партии, сите 4. Се надам ќе мотивираме и другите политички партии да учествуваат на изборите. Но, да се разбереме, за да нема после некој било какви резерви. Ако се укине
од Уставниот суд специјалното јавно обвинителство. Најмалку важно во Македонија ќе биде дали ќе има избори или не. Мислам дека ќе нема избори. Ама никој не може да го контролира народот, што мислат Заев не го контролираше тој народ што беше по улиците, ние бевме само еден мал дел од целата оваа работа. Народ се случи во Македонија. По сите градови најмногу во главниот град. И тоа не се контролира. Зошто? Заради актот за аболиција, кој што беше и после поништен, а народот беше уште на улица. Не дај Боже таква работа да се случи. Јас многу честно предупредувам, верувам дека Уставниот суд ќе донесе одлука доколку одлучува по оваа прашање уставна, согласно устав. И тука нема дилеми. Ама ако одлучува, рете да одлучува. Она што не држи во неизвестност е фактот што Уставниот суд толку време избегнува да го стави тоа на дневен ред. Па тоа е најмал проблем. Не треба никој да се грижи до толку заради тоа што секако грижата е заедничка на сите. Што тоа помалку има непознати Никола Груевски и ВМРО ДПМН. Ако се укине СЈО од страна на Уставниот суд, па ризикот и тие ќе сносат. Точно и за нас е тешко како опозиција. Точно е дека е тешко и за интелектуалците кои што гледаат искрена надеж за враќање на правичност овде, за независните граѓани кои што ги има во најголем број во Македонија. Но ова е обврска на сите. Да не се зафркаваме со вакви прашања, заради тоа што тоа ако дрмне, ќе дрмне посилно од сите овие земјотреци, што се случи во Македонија. Една од работите покрај опасноста од Уставниот суд да го прогласи СЈО за неуставно е овие блокади од судот, за кој пред малку зборувавме. Судскиот систем видовме во многу наврати на какви отпори во судството, во правосудството, генерално правосудниот систем наидуваше СЈО. Се зборуваше за специјален суд, за специјално оделение. Сите тие опции се чини дека се пропаднати во вода, барем до изборите. Барем до избори. Како до изборите ќе функционира според вас СЈО? Не треба да ја губиме довербата до, се надевам, се уште мнозинството на судии кои што сакат да си работат по закон и по устав. Точно е дека тие се во многу тешка и нелагодна состојба, најблаго кажано. Односно, грубо кажано, под директен притисок на власта и на моките во државата. Но, јас без компромисно верувам дека таму постојат судии кои што се едуцирани да бидат судии, кои што практично покажале многу наназад дека може да бидат многу правични во одлуките и во одреден момент најголем дел од нив ќе се одважат и ќе носат одлуки согласно устав и по закон. Верувам дека тоа ќе се случи. Затоа СЈО не може да гарантира ништо за судот. Опозицијата не може да гарантира ништо за судот. Тоа е нешто кое што е надвор од контрола на тие институции. Секој е со својата одговорност. Така да историјата ќе ги цени и ќе повлекува одредени чекори во иднината која што доаѓа пред нас, согласно одлуките на секој, посебно на вака сериозно поставени позиции во општеството. Така да се на мегдан. Може Заев го отвори процес од вистината за Македонија, ама тоа му приличи на шефот на опозицијата. Кој друг да го отвори тоа? Граѓаните се одважија и го покажаа својот дел од учеството во враќање во нормала и нормални текови на Република Македонија. Еве една институција, имаме специјално јавно обвинителство која што има голема доверба кај граѓаните. Зошто би судовите да нема толку голема доверба кај граѓаните? Зошто па и државното јавно обвинителство да нема толку голема доверба? Секој си носи свој вид на одговорност и јас верувам дека само трпени. Секи излезе на површина и бегање тоа нема. Порано или покасно правдата доаѓа. Законот мора еднакво да важи за сите. Да го споделиме вашиот оптимизам. Подобро е. Сакам да ме прашам сега за околу вашата стратегија за поставување во изборниот процес како опозиција. Денеска слушнавме една информација за групирање на онаа десница во опозицијата, Кикеновски, Павле Трајанов со Бошковски и Љупчо Ѓоргиевски. Дали која е вашата стратегија? Дали ќе се отворите да поведете како најголема опозицијска партија еден национален широк фронт против оваа власт или ќе останете во рамките на она што е на СДС како главна партија околу која гравитираат некои помали, да речеме, левичарски партии кои традиционално соработувале со Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, а десницата ќе оди сама? Прво е вака,
Социјалдемократскиот сојуз. Се надевам, еве вие како новинари и медиуми го доловивте моментот кога се одважи и ги отвори вратите за на партијата за многу партии, коалиции, граѓански организации. Сакавме да го покажеме тоа дека ни се важни сите. Треба да знаат граѓаните, прво дека ние свативме дека сами не сме доволни да го струшиме овој режим. Ни треба помош од секој кој што се согласува со нас дека ова мора да биде сопрено и спречено за пополека Македонија се врати во нормала. Пред некој ден одржавме централен одбор и меѓу другите одлуки донесовме одлука за закажување на конгрес со две значајни пораки. Едната е одлука за широк фронт. Ја испративме пораката. Ние сакаме широк фронт. Што подразбира широк фронт? Широкиот фронт е единствена предметот листа на опозицијата. Зборувам сега широкиот фронт формални решенија. е во моментот предмет на анализа наша и на сите опозиционо поставени политички субјекти, Да. индивидуалци и граѓански организации. Еве вака да ја кажам на купче сите. Се согласивме дека ние не сме најпаметните да се водиме само од нашите чувства. СДС е подготвена да ги привлече сите и да им понуди на сите да се вградат во процесот, но исто така СДС ќе има целосно разбирање ако прагмата и граѓаните преку овие истражувања и студии што ги правиме во моментот ни покажа дека тоа што е продесно со своја ориентација, не верувам дека Стојанче е толку десно или Павле Трајанов е толку десно. Јас би ги нарекол, не знам, достоинство по пропатриотска партија, на пример, зошто? Заради бранителите. Биле луѓето у војна за ова Македонија. Не знам, Павле повеќе центар или било што, но некако конвергираат заедно со Народна, Љубе Бошковски, Обединети за Македонија, Достоинство, Фродем на Јове Кикеновски, Павле Трајанов, може и некои други помали партии. Во моментот се прават теренски анкети и цели студии што е тоа што е конвергентно за успех за победа над режимот. Некогаш граѓаните разочарени од ВМРО ДПМН не прифаќаат веднаш да гласат за СДС. Сака да видат и нешто друго. Некои од граѓаните викат сакаме да ве видиме на купче. Сите ве заедно. Па да видиме дали СДСМ се бори за да се сместат некои луѓе. Имате лекцијата од 2011 кога бројот на гласови против власта за опозицијата речиси беше за малку поголем од оној бројот на гласови за власта, но поради тоа што партиите беа така поставени како што беа поставени, па по 10.000, 15.000 гласови од Народна, од Обединети за Македонија и други, ЛДП случајот отидоа не беа валоризирани со пратенички места. Комплексна е ова анализа ако ја правите. Имаме еве што се случи сега во Хрватска на пример, со десничарските партии. Зоран Милановиќ, кој што го води СДП, се обиде да биде поголем националиста од ХДЗ, например. Не бива, не го очекуваат тоа граѓаните од него. Ние веруваме во мултиетничкиот карактер на држава. И ние сме тоа. И се надеваме дека граѓаните во мнозинство веруваат во тоа. Во заедничката иднина на ова наша Македонија, наместо делбите по било кој основ, меѓу кои етничките делби. И веруваме во тоа. Тоа е еден дел од проблематиката на анализирање на поставеноста пред гласачите. Ние мора да имаме чесен пристап пред гласачите. Вториот дел што покажуваат? Ако е еден дел од овие партии, што ги спомнавме, продесно ориентирани, одат сами, носат 40 до 60.000 гласови. Ако бидат заедно со СДСМ, носат 25.000 гласови, отприлика. Заедно на целото, што ги имаме. 25.000 гласови носат 4 мандати, а овие 50.000 гласа носат 3 мандати. По Донтовиот метод е тока. Мај да анализираме колку тоа цепи од ВМРО ДПМН. Пример, колку мандати по Донт намалува. Колку е важно исто така за граѓаните да имат каналче по кој што ќе ја пуштат водичка, така и да одат и да го дадат својот глас. Од еден дел, најголем дел од граѓаните, барем не едно се чисто. Знаат дека злосторничка банда ја води државата. И тука нема дилема. Но тоа не е доволно. Тоа по автоматизам не значи дека ќе исторат гласови. Барат опција, барат сигурност во опција. Ние мора да им понудиме лепеза. На крајот, ние може да анализираме таму во партиите кои што сме собрани и во СДСМ и во коалиции и во друго што е надвор од коалиции во опозиции, како е најдобро. Си плативме. Еве сега почна да прават анкети стручни, теренски, една правеа во август, ги покажа таквите бројки кои што ги спомнав. Како во опозицијски блок сака да видат? Опозиционен фронт ќе има. Дали ќе биде сите заедно против ВМРО ДПМН на една листа, дали ќе биде опозиционен фронт СДСМ со коалициони партии заедно, албанските партии, малите опозициони
Посебно тие веќе не се мали, тие водат во Македонија веќе од албанскиот блок, заедно, Зборувате за десничарските партии, За Беса, сакате да кажете? Беса, Движењето за реформи на ДПА, на Селја, на ГЗ Мостреми партијата Унитети, на Руфи Османи, бившиот председател, сега е Весел, партијата РДК, и ПДП, заедно сите, имат повеќе од ДУИ и ДПА заедно. И тоа е веќе нов квалитатив на демократската арена во Македонија. Секако, и таа студија ќе ни покаже Дали е тој блок за заеднички на настапи албански или не. политички партии вашиот потенцијален коалиционен Тоа е партнер? опозиција. Тоа е опозиција и тоа е конкретна опозиција се поставя. Таа знаела и нас да не искритикува некогаш, така? Во делот на реформите на избирачкиот список. Но е опозиција. Тие се борат режимот да падне. Режимот на Никола Груевски и Али Ахмети да падне. Тие се опозиционо настроени. Ние со работка со нив секако ќе имаме. Прашањето е дали заедно во коалиција ќе настапиме пред изборите или не. Тоа ќе ни го кажат граѓаните. Ние сме отворени комплетно. И ние немаме предрасуди. Ако граѓаните кажат сите на купче заедно за борба против режимот, со иднината на вашата соработка со Али Ахмети. Јас еве вака. Во целиот овој процес се обидовме да оставиме отворени врати на соработка. Дури во одредени моменти и со ВМРО ДПМН. Може, не дај Боже, ќе си требаме сите заради државата. Така. Тоа беа причините зашто не излегуваат приватни разговори од СДСМ. Зашто не допревме во сензитивноста која што интимата ја носи или слично. Оти прво ќе зборуваше за нас, второ има граници. Наша обврска беше, го спомнувавме секогаш во пресконференциите. Се што е поврзано со криминал и корупција, незаконско работење и неетичко однесување на власта на штета на граѓаните. Дуи тука Тоа прилично биле добро целите. поминаа, сема ако на вистина нигде ги нема како што. Дуи биле може повеќе слушани од СДСМ сега. Како да ви кажам, не дека ги нема. Па затоа но не малку случаи од нив Па произлева, имавме- сема ако не биле Имавме чести две во својата бомби. работа. Имавме две бомби. за Што нив. многу што јавноста ја носи наведува на мислење дека сепак за Дуи е под отворена вратата за Нашиот политички противник е ВМРО ДПМН и овде бевме насочени. За да покажеме пред јавноста дека не правиме делби и поделби во тој дел, отворивме две бомби од 34-те, 37 колку ги отворивме, за Дуи беа, специјално двете. И еве јавно кажувам, корумпирање е делот на Дуи. И бегање од тоа нема. Заедно со ВМРО ДПМН делеле пари, собственост на Република Македонија, на граѓаните на Република Македонија. За пусти пари ова за бегано општество, не за нешто друго. Секако моките заради пари. И нема дилеми тука. Ние сме должни да соработуваме сите што им мислат добро на државата. Но при тоа, ако некој инволвиран во криминал, тој не може да биде учесник во градењето на добро Прашањето за ми е дека државата. не исклучувате можностот и коалицирање со работка со Дуи. Во периодот кој што е пред нас, ниеден политичар не е рационално да каже дека со некој ќе соработува или не. Ние со ВМРО ДПМН сме политички противници и наша задача е ВМРО ДПМН да падне. Секако заедничката влада на ВМРО ДПМН и Дуи треба да падне. Така поставени, едно знам, пред избори коалиција со Дуи нема шанси. Зошто нито реформи се обидува да направат во партијата, направија нешто да замачкат очи мало сутра. Додека со овој блок опозицијски, Со опозицијски блок имаме веќе одлични соработки. Да. Разменуваме информации, си помагаме во делот на економските програми. Разговаравме за иднината на државата во многу суптилни и детални теми, важни за граѓаните кои што ги тангираат сите граѓани. Ако граѓаните не кажат дека не очекуваат заедно да бидеме, СДСМ е подготвен за оваа работа. Се надевам и овие помали политички партии од СДСМ, од албанскиот блок ќе бидат подготвени, како што се надевам и другите политички партии од македонскиот блок, кои што се опозициони не се во коалиција, ќе бидат подготвени. Да и почекаме сите овие анализи и на крајот ќе ја донесеме одлуката. Конгресот кој што е закажен е токму за оваа како работа. толкувате Едно објаснување работа. на вашата одлука Мухамед Зекири, нашиот колега, да пристапи на висока позиција во раководството на СДСМ. Дали тоа можеби не е порака до албанската јавност дека СДС полека и до политичките партии на албанците, дека СДС се отвара кон албанците и за членство на албанците, со што може некој од албанските политички партии да видат во вас дури и конкуренција? Не порака. Бе сметам на албанските гласови за СДСМ, за коалицијата предводена од СДСМ. Без разлика дали ние ќе имаме коалиција со албански партии или не. Јас сметам на албански гласови во овој процес на избори пред кој што сме исправени. И очекувам СДСМ да добие најмногу албански гласови, па после некоја друга политичка партија од албанскиот блок. И ги имаме сите причини на светот тоа така да се случи. Ги имаме сите. И не само тоа.
Мухамед Зекири е еден кадар во делокругот на заокружување на политиките на отворени врати на СДСМ. Ние подзаборавивме дека Андан Джеферовски, македонец муслиман, влезе директно во ЦЕО, па влезе во извршниот одбор. Заборавивме дека после конгресот Петар Атанасов, познатиот професор, влезе директно во ЦЕО и влезе во извршниот одбор. Ние сакаме да се подобриме како СДСМ. Зошто? Ние не сме најсјајните во СДСМ и најстручните во СДСМ. Зошто И треба подобрување од секој аспект и затоа ги водиме ваквите политики на отворени врати. Тоа е нов квалитетив на СДСМ. Се надевам ќе биде препознат од граѓаните. Но има едно прашање многу вака делува обично. Зошто етнички албанец во Македонија би гласал за СДСМ? Што тоа вие ќе го породите за да биде тоа така решено, за да реализирате оваа амбиција како што велите, да освоите најмногу гласови меѓу албанците како политичка партија? Економска иднина. На него како граѓанин и на неговото семејство. Иднина на интеграција во Европската унија и НАТО. Работни места конкретно, еднакво, рамноправно, како за секој граѓанин. Покажуваме подготвеност на оваа голема партија, која што била исто така резервирана по одредени прашања. Еве ја отворивме. Ние имаме повеќе од 9000 членови албанци. Знаете дека има некои специфични прашања кои го тангираат етнички албанското гласачко тело во Македонија. Ги тангираат Кои политичарите. можеби често со доста јак сензибилитет и интензитет реагира македонското гласачко тело. Тоа е само од прагмата на политичарите националистички поставени. Тоа е Никола Груевски, Али Ахмети во целиот овој период. Тоа е во нивните глави. Но тоа ќе ви кажам, тоа треба се надмине. Целосно го надминавме. Јас зборував за употребата на албанскиот јазик. Не губам јас како граѓанин на Струмица, кој што сме 94% македонци. Останувате на таа изјава? Значи, една работа да се знае. Прагмата во Македонија мора да биде следена. Не губам јас ништо како македонец. Ни па граѓанинот на Штип, на Скопје, кој што е од македонскиот етнички корпус на граѓани. Ако бабичката од Гостивар, за да добие социјална нега од трето лице, се обрати на албански и биде одговорено на албански. Не губиме ние ништо од тоа. Или детенцето што учи музичко во Куманово, тоа е една иницијатива која што е поддржана од нас. За да може да дојде до средно образование музичко, мора да помине во основно музичко и да научи теорија и солфеж на албански јазик, оти он не знае македонски. Ако има талент, значи тоа дека не треба да биде музичар тоа дете, оти е турче, оти е србинче, оти е, не знам, албанче. Само во Македонија се замараме за овие прашања. Не губи ништо македонецот, ако некој го добие своето право да се инкорпорира подеднакво во нашиот систем. Гледам и зборувам отворено за овие работи. И јас го кажав примерот со мојата ќерка. Значи, моите фирми, фирмите на заеви, соработуваат со клиенти македонци, но и со албанци. Ако таа одлучи да учи албански јазик и треба да учи, ќе прави бизнис, после тоа ќе заработува, ќе има пари од тоа. Така да неизини се опциите што ќе учиме. Ние, но секако, службен јазик во Република Македонија е македонскиот. Кога ќе се обратиме кон Грција, ќе се обратиме како на македонски јазик или кон било која земја. Се разбира, тоа е нашиот јазик. Ние сме Република Македонија и нема потреба од било каква дискутабилност за ова. Прашањето е како дека македонскиот дел нешто ќе изгуби, ако делот на албанците во државата нешто добијат. Не е така. Не треба така. Јас сум најверојатно прв политичар. Многу ризици презема во овој период и го презедов и овој. Сега му е мајката да дефинираме каква земја ќе градиме во иднина. Знаете дека ќе живееме по табулата. Федерализација, Зоран Заев, мислам тоа се тоа може да биде во главата на Никола Груевски и на Али Ахмети и на никој друг во државата. Федерализација во Македонија. Прашите ги граѓаните таму подвоените, во Рачиново кај што отворивме штабови на секаде. Барат работни места. Барат да си ги учат децата онака како што заслужуваат во 21 век, втора декада. Барат кога ќе сака да тркне до Париз на 3 дена да има парички за неговото дете, да види нешто од Европа да донесе овде. Значи тоа го барат луѓето, какви федерализации. Знаеш што вика? Татко ми е роден овде. Дедо ми е роден овде. Со Албанија ќе бидам јас во иднина, па кој второстепен граѓанин ќе бидам таму? Ние сакаме Европа и НАТО, каде што ќе ги ползуваме европските вредности и ќе оживееме квалитетот на животот еден кој што сите го имаме. Нашите деца имаат право да живеат на ниво како децата од Западна Европа. Ние не сме помалку од нив.
Дај да се бориме за тие вредности. Тоа е тоа што јас им го нудам на граѓаните албанци, како што им го нудам на граѓаните македонци и на граѓаните турци, срби, роми, бошњаци, власи, бугари, египтјани, сите во Македонија. И тоа е нашата цел. И немам предрасуди за оваа работа. Јас исконски, искрено во душата, како што верувам оти ќе победиме режимот на 11 декември, верувам во оваа иднина на Македонија. И дај Боже некој да ме разубеди дека тоа е лошо. Не е лошо. Што е со вашиот однос со граѓанскиот сектор? Многу спекулации околу тоа кој е шарената револуција, ќе се политизира. Нели, постојат сет на прашања кои се предмет на спекулации околу тоа дали шарената револуција е дел од СДС, дали ќе биде претопена во вашата политичка партија. Која е вашата позиција во однос на луѓето од шарената револуција? Значи, еве да прецизираме, прво што е шарена револуција. Работниот столб на шарената револуција беа граѓанските организации и независните интелектуалци кои што не припаѓаат на ниједна политичка партија. Но дел од шарената револуција како што беше СДСМ, така беше и Левица, така беше и Павле Трајанов, така беше и Лилјана, така беше и Тито Петковски, Андреј Жириновски како градоначалник и ЛДП. Но не е политичка партија, тоа беше едно неформално движење. Баш така. Сега. Ако зборувате за делот на граѓанските организации од шарената револуција, тие се граѓански организации и дај Боже да јакнат како граѓански организации во периодот кој што предстои пред нас. Тие завршија толку сериозна улога во ова наше општество и кажаа на целата меѓународна, но и на домашна јавност дека Македонија заслужува да биде земја. Тие луѓе на улици, што беа најмногу интелектуалци и граѓански организации надвор, ќе се ја чуваат Македонија од СДСМ кога ќе дојде на власт. И да нема дилеми. Сега, друго е прашањето дали СДСМ ќе инкорпорира некои од тие такви интелектуалци или досега лидери или учесници во невладените организации. Да или не? Да. Ние сме отворени за квалитетни луѓе. Ние видовме во овие 10 години дека сами не сме доволни да го победиме ова зло. Репликата е дека ги земате луѓето од таму и практично го оневозможувате едно граѓанско движење кое што туку се изродило. Кое наместо да продолжи, вие го... Господин Јовановски, јас го дадов пасот, сите знае колку сериозен фактор... Еутанизирате. Не. Сите знаат колку сериозен фактор политички е СДСМ. Ние сме најголемата политичка партија во Македонија, сега победничка најголема, тоа ќе го докажеме на изборите. Можевме да водиме и шарени револуции, граѓани за Македонија, и митинзи и протести се. Бевме во задниот ред. Бевме во периферија. Зошто? Заради тоа што ова што се создаваше во Македонија, целиот овој период, требаше да го гледаме како капка во раците. Оти се создава и расте. Така сум го гледал целиот овој период како лидер на опозицијата. Овие луѓе очи имат 16 сега отворени. И веќе се промени власта, СДСМ ќе добие власт. Сите не се исти како Заев, како Радмила, како Оливер во СДСМ. Има таму и лоши луѓе, има и многу добри луѓе. Некој треба да ги контролира, некој треба да ги гледа тие луѓе. Отпорите кои ги имате и во партијата против новите луѓе кои доаѓаат. Ај ги имате. Постојат, но тоа во споредба на минатото е далеко поминорно. Постојат во одредени кругови. Јас ќе ви кажам неколку работи транспарентен луѓе кои велат ние цел живот сме во партија, сега наеднаш доаѓаат некои други. Има го тоа, така е, но еве што се случува на Централниот одбор. Пред некои година дена, после 17 мај 2015 година, целиот овој процес трае преговори, градевме ставови со граѓанските организации, со граѓаните за Македонија и многу често после тоа доаѓав на извршен одбор и на централен одбор и замерките во тој период беа па добро, вие раководството на нашата партија гледаме носите одлуки прво со граѓанските организации, па после доаѓате на органите на партијата. Имаше замерки. Денес како ги отвараме прашањата од круцијално значење и за СДСМ и за опозицијата и за државата, тие луѓе од Централниот одбор и извршниот одбор велат: а што викат овие граѓанските организации? Кој им е ставот? Ферментирало СДСМ, се подобрило СДСМ, се отворило СДСМ. Ние дефиниравме дека да, сме СДСМ, но ние сме само еден мал сегмент од ова општество. Вака исправена Македонија преку оваа политичка криза, тоа што го видовме целото. Ние свативме од СДСМ дека ни треба помош. Не сме најпаметните и најубавите во Македонија. Ни треба помош, има врвни интелектуалци, фала Богу, се одважија и почна да зборуваат. Не сите, ама голем дел да. Ни треба помош и на нас и сега, за да го победиме ова зло, и отворено повикувам да ни се приклучат и да ни помогнат, не мора да взимат книжки од СДСМ, ама на интелектуалци ќе има на листи.
И чокото нема да ни треба. Како би се тоа? Но ќе ни треба ти власта која ќе Има ли освои. реакции на апелот на Ѓорги Спасов, поранешен генерален секретар на СДСМ, кој ги повика сите поранешни високи функционери, министри од партијата пратеници да се приклучат и да ви дадат јавна поддршка? Сите имат свој аспект на делувањето. Според мене, еве многу често го користат Јани Макардули овие куририте, зборувајќи за Мухамед Зекери, како тоа наеднаш влегол во СДСМ, па смо и дали и плата. И што да ја оставиме двете дечиња дома да пистат гладни? Па напушти работа човек. И вика политички се активирам да помогнам. И после како новинар јас ќе имам опција што да работам во животот. Го уништија просторот медиумски како новинар. Негова одлука е. И има вредност и кај албанците, и кај македонците, и кај србите, и кај ромите, и кај бошнаците. Од таа отворена врата, политика на отворени врати, еден од кадрите е тие. И сега требаше да го ставиме без леп да му бидат децата заради тоа што се одважил. Во СДСМ секогаш биле отворени врати за сите поранешни функционери. Така ме учеше мојот татко. Никогаш во стариот бунар не плукај. Не треба така. Јас сум добила критики како председател многу често, но сум бил внимателен. Сакам да знаете. Зошто они реагираат позитивно на апелот на Спасов? Реагираат. Дал се огласија, дал ве побараат, дал Борене, голем дел од новинарите беа дел од шарена револуција. Мислам дека и вие и ваши колеги бевте. Да, секако јас. Го гледавте Јани Макардули таму? Да. Беше, Да. човек, што треба? Член на Централниот одбор Јани Макардули. Квалитетно учествува во политиките на СДСМ. Е стварно голема совест со неговото искуство овде придонесува. Јан имал и понуди за работа во партијата и понуди на некои работи кај што партијата можела да помогне. Секако сите помагаат. Прашањето е дали помагаат доволно или одлучиле да помагаат помалку. Јас немам проблем во партијата. Еве да биде не трошам време Што е со на нешто во партијата кое што значи пеглање, зближување, сплотување. Не ми прават луѓето проблем. Како да кажам сега, Што е со Бранко Црвенковски? Со Бранко Црвенковски. Понекогаш на неколку месеци пијам по едно кафе. Да има ефект тоа. Примам совет, сакам да учам. Не бегам од тоа. Искуство има Бранко Црвенковски. Тој е единствениот жив председател на Македонија. Еве, испраќам апел да се вгради во овој процес, да даде свој коментар, да даде своја перцепција. Го нема. Јас неговите ставови го нема. ги прифаќам ставовите на мојот поранешен председател и поранешниот председател на државата Бранко Црвенковски, која вика, бе, не сакам Зоран да испадне дека Бранко пак влечи некој концепт позадине. Мислам, сите видоа кој ги влечи конците во СДСМ. Со овој процес што го отвори Заев, нема веќе дилема. Треба да ни помогнат сите. И председателот Црвенковски и многу други луѓе од СДСМ, од поранешни раководства, ги повикувам и ги замолувам да помогнат нивната партија да победи. Ни треба победа заедно сите. Ние ќе победиме на 11 декември. Но, прашањето е, сите сме заедно кога победуваме, за да може да носиме одговорност и да се вградиме стварно после тоа. Нов пекол ќе се отвори пред СДСМ кога ќе победиме. Сите знаеме дека финансиски е клекната на колена. Каде ви Стево? Треба да се вградат сите. И што е со него? Како? Стево Пендаровски, каде ви? Стево Ваш председателски кандидат освои сериозна бројка. Стево во моментот е во Америка заради тоа што супругата Бети доби стипендија таму докторира, колку што знам. И тоа неколку месеци е таму. Крајот на октомври знам дека се враќа. Добро, физички. Во моментот. Јас знам дека секаде е вграден неговата позиција, да. Секаде е вграден. Тоа е навистина си остана без книжка од СДСМ, независен интелектуалец, но верува во нашите политики. Како што на лидершип на партијата, на раководство се договараме. Заев таму, Радмила таму, Оливер таму, Дамјан таму, Фросина таму и Стево е таму. Дали Некаде може распореден. Секаде е вграден. Стево како во... Пендаровски како председателски кандидат да го видиме во улога на некаков лидер на некаков фронт опозицијски. Не можам да коментирам такви работи. Станавме премногу блиски со Стево Пендаровски. Заедно веруваме во тоа што го работиме сега. Тој стои комплетно на линиите на СДСМ, во делот на конципирањето на политиките, од секој аспект, меѓу другото и они кои што ни се делема во моментот. Фронт, голем, потесен, па поделен на 3, како е најдобро и најрационално заради гласачите, стои и ги следи студиите и анализите кои што во моментот... Ако победите, вие сте премиерот или? Тоа ќе го одлучат органите и телата на партијата. Логично е, секој пат било традиција, председателот на партијата да ја добие одговорноста да ја води идната влада на Република Македонија. Фактот дека имате слушано многу разговори, нели ве помалку ви ја загрозува таа амбиција? Отиот знам премногу. Да. Зависи како и вие ценете, а и целата јавност,
Дали нешто злоупотребив јас целиот овој период од тоа? Не. Затоа што тоа што имав прилика да го слушнам, меѓу другото, одлично знаење. Во делот на регуларноста на условите на изборите. Затоа постои таа техничка влада, каде што знам што прават шумските предпријатија и шумските инспектори, а сега знаеме и сите, во подгорските села, за да добијат гласови. Знаеме што прави Управа за приходи, Финансова полиција, Инспекторатот за земјоделие, Пазарниот инспекторат и Трудовиот инспекторат кон фирмите, откупните пунктови и сите. Знаеме што прават преку 85.000 субвенции на семејства што ги дават, 85.000 семејства земат субвенции. И колков е процентот на закана и уцена кон нив и каде тоа поминува. Знаеме колку земат социјална помош и како тие поминуваат. Се е тоа подготвено и сега чекаме пенал. Ќе ловиме секој ден. Сакате да бидете премиер тоа да го апсолвираме. Не е тоа спорно. Проблем, јас сум кандидат за премиер во Република Македонија доколку победи мојата политичка опција. Сега се вратиме на ова што го кажувате. Како ќе ги спречите, ќе ја спречите корупцијата која институциите ја прават во гласачкото тело, а која и сами викате дека ја имате и ние нешто споделивте со јавноста, претпоставувам вие имате поголем. Покажавме тоа на секаде тоа што беше значајно пред изборите. Сега е веќе спречено. Луѓето се убедени. Постои едно уверување меѓу гласачкото тело дека тешко ќе може опозицијата да дојде на власт. Еден дефетизам, помалку песимизам, како да кажам, и луѓе кои се проопозицијски расположени. 10 години победува ВМРО ДПМН. Не е нелогично тоа граѓаните. Како ќе се надмине таа бариера? Бидејќи граѓаните многу добро знаат дека институциите партизирани какви што се, ги го контролираат во голема мера гласачкото тело со сериозни средства финансиски, буџетски. Еден дел е државната администрација, на која што и се заканува власта, дека ако победи СДСМ, а ВМРО ДПМН замине, тие ќе бидат избркани од работа. На тие луѓе што работат во јавната администрација не им е лесен животот. Секој ден да бидат под партиска чизма. Зошто ти добиле шанса да работат во својата Република Македонија. Секој ден да ги малтретират и генерално да живеат во услови кои што не се слобода, кои што не е демократија, кои што не е авангардност во општеството. Сите тие луѓе треба да знаат, го имат зборот од Зоран Заев. Премногу ни се делби во оваа Македонија. Влакно од главата на никој нема да му фали. Ќе си останат на работа. Може луѓе кои ќе ги изгубат своите привилегии, господин Заев. А привилегиите ако биле незаконски ќе ги изгубат. Тука да нема дилема. Секој има право на фер третман пред општествените институции, државните институции, пред тендер, пред одредени права, но во рамноправен и конкурентен дел, тоа уставот ни го загарантира. Сето она што значи привилегии заради партија треба да заврши во овој процес. Ризикот да се отвори вака СДСМ е истовремено и придобивка за СДСМ. Јас сакам некој да го контролира надвор од СДСМ кога ќе биде власт. Зошто голема партија сме? Секакви луѓе. Ние едно знаеме. Некој вика, добро, што е гаранција дека ќе биде поинако? Гаранција дека ќе биде поинако е процесот што го отворивме. Да не се повтори никогаш повеќе. Кој да дојде власт после Никола Груевски и неговите братучеди? 100 пати ќе мисли дали да тргне да прави нешто барем приближно слично на тоа што е правено до сега. Тоа е завршено. Тоа нема да се повтори. Дали мислите дека процесот но да одговорам на прашањето. Со процесот дозволете да одговорам. Државната администрација ќе гласа спокојно на овие избори. Повеќе нема да има закани уцени. Заради тоа што во изборниот законник стои тој што ќе прави притисок, уцени, закани и потплатува гласачи, одговара од 3 до 5 години затвор. Оливер Спасовски има наредба. Ме интересира дали е некој од СДСМ, во Струмица, во Куманово, во Центар, или е ВМРО, било каде во Македонија, ако го прекрши законот. Сега законот конечно во Македонија ќе се реализира. Ние немавме практична реализација на законот. Има ли Оливер Спасовски капацитети да тие работи ги спроведуваат со оглед на искуството кој ги имаме од минатата влада? Комплетно. За делот на избори и кршење на изборниот законник, во сите овие аспекти кои што ги кажувам, најнадлежно е Министерството за внатрешни работи и министерот Оливер Спасовски. Доволно се раководните места кои што ги договоривме, за да може да се воспостави контролата. Ние веруваме во професионалците во МВР. Тие треба да работат само согласно устав и закон. Да го спроведат законот во делот на изборната регулатива и гаранцијата за слободно изразена волја на граѓаните. Тоа не е тешка задача, а земат плата за оваа работа сите наши припадници на МВР. И тоа ќе го спроведат комплетно.
И 24 часа притвор може Оливер Спасовски да направи за било кој СДСМ или ВМРО и да го остави пред јавно обвинителство понатаму, тој што ќе го прекршува изборниот законник за ова. За пример, има да се случат неколку такви случаи, ако ги има. Знаете ли, тука нема бегање. Луѓето, многу малку од луѓето мислат дека ова целиот процес ќе заврши со вистински казни, со вистински откривање на тие кои биле корумпирани, кои украле, кои го му наштетиле на буџетот, дека оние кои се крупни риби во корупцијските скандали, дека практично ќе се заштитат со целата моќ која имаат стекната во изминатите години. Многу малку луѓе веруваат дека е можно некој шеф на опозиција да отвори ваков процес, ама еве се увери дека е тоа возможно. Премногу е на маса, формирани се институции за оваа работа и процесот е тргнат. Не постои никој што може да го застане овој процес. Правда мора да има во Република Македонија. Одговорност за криминалите мора да има во Република Македонија. Денеска сме вторник, јас сум ваш гостин. Во петок сум на суд. Сите ние политичарите сме обвинети или осомничени од СЈО. И ние сме таму. И јас сум таму на судење. И ќе бидам на судење. И ако се докаже вина по докази за насилство врз премиерот Груевски, тогаш нека ме осудат за тоа. Ако се докаже шпионажа во државата, странски служби, нека ме осудат за тоа. Ама ако се докаже дека овие криминали ги правел Никола Груевски, Сашо Мијалков, Милена Киевски, Гордана Јанкуловска, Мартин Протогер, сите доле по вертикала, има да ги осудат. Верувате во професионалноста на СЈО? Верувам комплетно во професионалноста на СЈО. Јас давам подршка јавно од самиот моментум на формирањето на таа институција. Што мислите за контроверзните реакции кои се јавија по случајот шпион откако го презема СЈО? Многу луѓе кои беа инволвирани внатре се произјаснија околу тоа со едно разочарување во однос на СЈО. Ева вака, јас сум Зоран Заев и јас сум тој што ги поседуваше бомбите пред да ги достави до таму. Јас верувам во исправната одлука на специјалното јавно обвинителство. Комплетноста на одлуката. Значи, зборувам за целовитоста на одлуката. Со сите препораки кои што ги дадоа како тожители, тоа е специјалното јавно обвинителство во процесот наспроти обвинети луѓе, кои што го дадоа целиот овој процес пред апелација и верувам дека навистина со таквата препорака која што ја дадоа за намалување на казните, тие поделија правда. И тоа зависи до нив, понатаму зависи од судот. Вие сте убедени дека ќе победите на избори? Да. Врз база на што сте убедени дека ќе победите на избори? Врз база анкетите уште не ви го нудат тоа. Го нудат анкетите. Во анкетите опозицијата води. Добро. Анкетите опозицијата води. Да. Од 36,5% до 42% се неопределени плюс по три основи. Тоа се луѓе кои што се плашат од нешто да кажат за кој ќе гласат. Тоа е претпоставка. Се уште тоа го немаме екзактно. Океј. Јас ги кажувам анкетите кои што ги правиме секој ден, еве не се фалиме повеќе со нив. Што тоа СДС нуди за да биде сигурно во победничката улога на изборите? Нуди квалитетна програма, за која што ни е забрано да зборуваме согласно законот заради изборна кампања. Програма изработена година дена, до 17 декември усвоена на Конгрес во СДСМ, комплетирана во секој аспект заедно со граѓанските организации, граѓанскиот сектор и граѓаните широм Македонија. Не кажувате програмата, но и СДС е поврзано со во колективната меморија со лош период на транзицијата, приватизацијата. Потоа на еден период во кој СДС беше елитна, така наречена партија која малку обрнуваше внимание на луѓето, на, ако можам така да кажам, малиот човек на селата, на неразвиените региони, на онаму каде што нема многу гласачи. СДС работела и направила многу убави работи и добри работи за оваа земја, но направила и лоши работи. Работела па грешила. Побаравме неколку пати извинување за оваа работа, за грешките кои што сме ги направиле додека сме работеле. Во Македонија нема друга алтернатива на ова зло кое што владее во Македонија. И затоа граѓаните во сите своји калкулации не можат да изберат нешто друго, туку може да не подобрат. Нека не подобрат, јас апелирам да не подобрат. Не сме ние најсјајни на свет. Ни треба подобрување, сакаме да учиме. Нека се вградат. Не мора, знаеш, партиската структура е една работа. Но не треба да се биде член на СДСМ, да се биде партиска структура или да се биде структура на борба против режимот. Аман, постојат разни форми кај нас, повеќе од 50% комисиите. Дали го имате во предвид ова што ви го зборувам?
за да можете да Комплетно. изградите стратегија и на комуникација, да искомуницирате со луѓето, бидејќи луѓето Комплетно. бараат одговори, бараат сигурност во Со алтернатива. право, Борјане. Со право го бара тоа и благодарам на прашањето, јас го кажувам тоа. Ние учиме секој ден и мора да ни потврдат граѓаните. Сите овие луѓе кои што се уште бараат одговори, дека се гледат чекорите на подобрувањето на СДСМ. Близината со граѓаните, непосредноста со граѓаните на секаде. Салонските политики се завршени во Се СДСМ. се за опасностите од Ние зборуваме популизмот. за од економските теми. популизмот. Во СДСМ популизмот. Дали е можно тоа? Ние не може да бидеме поголеми популисти од ВМРО да помине Никола Груевски. Кога велите ќе ги скратите, например, давачката за МТВ, кога велите ќе го зголемите стандард, то буџет тие пари ќе ги земете. Има ресурси, комплетни анализи се направени, што тоа може Македонија да издржи или не. Ние веруваме дека парите мора да бидат вратени кај граѓаните. Апсолутно веруваме. 400 милиони евра годишно се крадат пари во Македонија. Само кражбата да ја сопреме, да не зборуваме за непродуктивното трошење во глупости, споменици, музеи или не знам што. Има капацитет нашата Македонија. Не смееме да губиме вербата. Некои луѓе викат, и ќе се промени што дека која финански. Не е така. Не е така, Македонија има свој ресурси и потенцијал. Имаме одлична географска положба. Имаме плодно земјиште, многу сонце. Имаме своји рудни богатства. Имаме работлив народ. Имаме наши перспективи. Немојте да кубиме коси веднаш, а патија да не фати. Има ова Македонија. Убави шанси. Нема да бидеме веднаш Швајцарија на балкона. Но и како ќе се приближуваме кон Швајцарија. Многу подобро тоа денешка што имаме. Ама тоа е можно заедно. Заедно бе, ќе седнат и СДСМ и ВМРО во тоа ново време. Заедно за тоа што е национален интерес за државата, заедно ќе застанат. Името било проблем, заедно ќе застанеме. Што грците, неа демократија и Сириза многу се сакат, па да имат заеднички интерес во поглед на ова прашање. Ние заедно ќе изградиме наши ставови. Реформите треба заедно да ги направиме, ако сакаме побрзо да ги направиме. Со претседателот Иванов? Претседателот Иванов е нелегитимен претседател. Немам ништо лично со човекот. Еве, повика да покажеме чин на единство, барем на ваквиот чин на канонизација на мајка Тереза. Отидов, ти го разбрав тоа. Што значи, и бев таму. Бев поканет од страна на претседателот на државата, Ѓорѓе Иванов, кој што извршува функцијата претседател на државата. Зошто немаше на прославата на одбележувањето на Денот на независноста во театарот? Имав своји обврски, јас сум и градоначалник на Струмица. Значи имав отварање. Бевте поканети? Бев поканет. Значи, за некои работи сваќам дека треба да се појавиме пред светот да демонстрираме дека стоиме и се гордееме заедно за нешто што е наша заедничка нишка и гордост. Мајка Тереза е една од реткостите по кој што е препознатлива Република Македонија. Ќе го оспорите мандатот на Ѓорѓе Иванов? Да, ќе го оспорим. За крај, што ќе се случи со Скопје 2014? Има едно такво прашање од наш читател. Скопје 2014, за жал се уште е отворен проект, не завршува. Сега слушаме нови милиони дека се трошат. Прво ќе стопираме сите инвестиции околу овој проект. Повеќе нема да се трошат пари за Скопје 2014. Тоа што е рационално употребливо за функција на државата ќе се биде ставено во функција на државата. Животот мора да продолжи. Некој ако мисли дека Заев ќе земе чека на сега да руши таму, не. Ние може да не се согласуваме по вкусови и по било што. Најголемата замерка наша беше отидоа близу милиарда евра. Тоа што го имаме само како докази се 630 милиони евра. Дополнително 100 се најавија после нашите објави дека се инвестираат овде. Ние не се согласуваме со тоа што се потрошија милиарда евра во време на голема економска криза и најголема миграција или модерен екзодус во Република Македонија. Тоа е нашата замерка. Има уметници кои ќе викаат дека тоа е добро, има уметници кои ќе викаат дека не. Така и политичари. Уметници не знам кои велат дека е добро. Ретки се така. Сакав да ја направам паралелата. Дискутабилно е тоа меѓу нас политичарите, но катастрофа е да се потрошат вакви стотици милиони евра на мал милион глупости. Панорамското тркало мислите ќе се изгради? Катастрофа не. И тоа не. Знаете зошто нема да се изгради? Зошто? Од 11 декември ќе падне ВМРО ДПМН од власт. Е за тоа. Ако ВМРО ДПМН имаше шанси да продолжи, да се пролонгират избор, ќе го направи и тоа забеганост во државата. Значи шала на страна и тоа ќе го направи. 18 милиони евра, сега слушам плюс некои два. Има за 4, за 5 милиони евра ги гледаме панорамски тркала јавно, транспарентно објавени. Сега најнова информација излезе дека во Америка исто вакво, по исти димензии, е 5 милиона долари поевтино од македонското. Бре, американскиот народ е посиромашен од нашиот, па ќе штеди овде. Така да има смешки со бурлески кои што се случат во оваа наша земја, треба да знаат граѓаните.
Шансата е 11 декември. Ако ја пропушта таа шанса, после 4 години нема враќање назад. Сега викат знаеме се за власт. Ама ќе видиме што ќе правиме на изборите. Ама окей, не е лесно СДС било власт. Имало слаби може економски резултати, направи добри работи на меѓународен план за Македонија. Окей, СДС е алтернативата, подобрете го, дојдете. Помогнете ни. Немојте така, ама ќе видиме ние таа работа. Сега ќе испорачаме убава програма. Стварно е квалитетна. Кога е тоа? Конкретно решение. Ние веќе програмата е напечатена, имаме флаери испечатено во партијата. На секаде не смееме да ја делиме, има закон кога се дели рекламен материјал, пропаганден материјал, но меѓу другото ќе ги реафирмираме сите приоритети на идната влада сега на Конгресот. Сите реформи од прибе и одитните реформски приоритети. Што во 100 дена, што во 6 месеци, што во 2 години ќе биде изреализирано. И нема бегање од тоа. Тоа ќе кошта рейтинг на СДСМ, ќе кошта и личен рейтинг на поединци, но нема бегање од реформите. Да нема за фраканција овде и било какви надежи. Тоа ќе се заврши во Македонија. Тие реформи не ни требаат за да бидеме само членка на ЕУ. Ни требаат за дома. За дома граѓаните ќе ве направат непопуларен некој од нив. Толку е. Мандатот има почеток и има крај. Кога ќе сватат политичарите дека не се вечни во Македонија, тогаш ќе ја биде Македонија. Ќе загинел политичарот на наредните избори, оти правел реформи, а дедовците наши што гинеа на бојното поле за Македонија. Да направиме нешто за Македонија и после ќе си одиме. Ќе дојдат други дечки, помлади дечки кои што ќе дојдат со нови визии и ќе понудат нови иднини на Македонија. Тоа е реалниот процес. За времето на кол пад на Берлинскиот зид се отиде човекот. И готово. Господине Саев, благодарам за овој разговор. Благодарам и на вас на вниманието што ми го дозволивте да бидам гостин во вашите емисии.